Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Со Духовна академија, Света архиерейска литургија во храмот Свети Великомаченик Ѓорги, на која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион, во сослужение со повеќе свештеници од Кочанското архиерейско наместништво и со литија со иконата на светите апостоли Петар и Павле, беше одбележан празникот на градот Кочани Петровден. На празнувањето му претходеа повеќе концерти на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри. Синоќа концерт одржа Тони Китановски трио. Со празнична вечерна богослужба и со утрена и света архиерейска литургија во храмот Свети Великомаченик Ѓорги, на која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение на повеќе свештеници од Кочанското архиерейско наместништво, беше одбележан празникот на градот Кочани Петровден. По литургијата, свештениците и верниот народ се упатија на литија со иконата на светите апостоли Петар и Павле до градскиот парк кај фонтаната, каде што се изобразени ликовите на светите апостоли. Таму беше пресечен славскиот колач и беа упатени молитви кон светителите. За многу години нека честити вечен празникот, празник на градот Кочани, исто така празник и на целата црква Христова, на Вселенската апостолската црква, како што и празник на нашата света Македонска автокефална помесна црква. Се молиме на Бога преку молитвите на светите апостоли Петар и Павле да им подарат на луѓето мир, благослов, благосостојба, да ги направат луѓето среќни, радосни, весели, да може да го слават Бога и да живеат мирно и спокојно во овој живот. Денеска значаен ден за Кочани, денот на градот, она што беше децениска традиција во Кочани, да Кочани ги пречекува гостите, ние пред 8 години го официјализиравме и Петровден стана официјален ден на градот. Забележуваме кај сите наши сограѓани дека ова е од огромно задоволство, присуството и на црквената свечена литургија, присуството на литијата и на сечењето кршењето на колачот, и ја користам оваа прилика на сите наши сограѓани да им го честитам денот на градот, на сите оние кои што го носат името Петар или Перо или слични, кои што имаат домашна слава, да им ја честитам таа слава и да им посакам многу здравје, многу успеси и многу понатаму такви убави моменти. По повод Петровден, синоќа во Центарот за култура Бели Мугри се одржа Духовна академија со црковни читања за 20 Христови апостоли Петар и Павле. Настап имаа женските хорови, Лесновскиот Света Лидија Македонска, Штипскиот Свети Климент Охридски и Радовишкиот Свети Јован Дамаски. Во рамките на програмата тие се представија со духовна музика. На крајот од академијата настапи и оркестарот на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари. Свечена седница по повод Петровден одржа Советот на општина Кочани, на која беа врачени наградите за животно дело и за значајни остварувања на овогодишните добитници, академик доктор Константин Апостолов и на фудбалскиот клуб Осогово. Исто така беше направен и краток осврт за постигањата на општината меѓу двете празнувања, а награди добија и учениците на генерацијата од основните и средните училишта во општината. По повод одбележувањето на Петровден, Советот на општина Кочани ја одржа вообичаената свечена седница на која покрај советниците присуствуваа и други гости. На седницата јавно беа презентирани одлуките на одборот за доделување награди на општината за овогодишните добитници на највисоките признанија. Наградата за животно дело постхумно му припадна на доктор Константин Апостолов, врвно име во домашната, но и во светската медицина, а наградата за значајни остварувања во развојот на општината му беше доделена на фудбалскиот клуб Осогово. Во обраќањето пред присутните, председателката на одборот Илинка Атанасова даде кратко образложение за одлуките. Во име на семејството Апостолови, наградата за животно дело ја прими Кирил Ефремов, негов близок роднина. Признанието наиде на едно моје задоволство, на задоволство на неговото поточно семејство. Примено е, како што реков, со еуфорија, со благодарност. И сме горди на него, и поготово на овој потез на општината Кочани, која го говечи неговиот лик и дело со ова награда. Во договор со неговото поточно семејство, јас се презмав таа врска, ова награда овака, да им враќам лично во Лондон на семејството на неговиот син Тодор и на неговата ќерка Елена.
Се договоривме да ги усогласат термините, да дојдат во Македонија, да ги посетат своите во Скопје и еден ден да издвојат да дојдат и да се захвалат во општина Кочани. Од името на фудбалскиот клуб Осогово, наградата за значајни остварувања ја прими донеодамнешниот претседател на управниот одбор Бранко Богатинов. Ова значи еден потик за понатамошна и подобра и поквалитетна работа, а се должи на одличната игра на фудбалерите и добрата и организационата способност на управата, која тоа сега обедини во еден склоп и направи една целина која доведе до овој успех. Успехот е влез во повисок крак на надпреварување и добитници на наградата која што ни додели одборот за повисок пласман. Јас секој пат сум оптимист, но сега во моментот спрема средствата што ги имам, ја мора да бидам реален. За повисок пласман ќе биде тешко. Што би било успех? Успех би било задржување на средината на табелата. Во рамки на свечената седница на Советот пред присутните се обрати и градоначалникот Радко Димитровски, при што направи осврт на постигањата во општината меѓу двата празника. Поголем дел од говорот тој посвети на градежните активности за подобрување на инфраструктурата и живењето на граѓаните. На седницата беа доделени признанија и за 10 ученици од основните и средните училишта од општината. Тие минатата учебна година забележале одличен успех во образованието и се прогласени за првенци на генерацијата. На крајот од свечената седница за присутните беше приредена и кратка музичка програма. Органските производители од Виница, Делчево и Берово се вклучуваат во меѓуграничен проект со Бугарија. Федерацијата на органски производители на Македонија ќе ги обединува органските производители од меѓуграничниот регион во насока на организиран и квалитетен настап на европските пазари. Се уште е мал бројот на органските производители во Македонија кои можат самостојно или организирано да настапат на странските пазари. Количините се минимални и не можат да одговорат на барањата на странските партнери, тврдат од Федерацијата на органски производители на Македонија. Каде да најдем пазар? Значи, каде можем се тоа да го продадам? Меѓутоа, пазар има. Ние со поста на саемите увидовме дека поборувачката за органски производи веќе е се поголема и поголема. Луѓето бараат многу, бараат се. Меѓутоа, многу се мали количините кои органските производители во моментот ги имаат, бидејќи се уште не се здружени за да може да понудат поголема количина и да бидат атрактивни за некои од трговците. Обединување и меѓугранично здружување на органските производители од Бугарија и Македонија за заедничка промоција на органските капацитети е целта на новиот меѓуграничен проект помеѓу Асоциацијата Савремија од Бугарија и Федерацијата на органски производители на Македонија, во кој се вклучени и производители од Виница, Делчево и Берово. Самиот проект е многу добро што сега например се прави помеѓу Бугарија и Македонија, оти имаме слични цели. Значи Европа колку и да, нели това сето ние го правиме за да може нашите производи да додат во Европа. Меѓутоа ние сме многу блиски и со јазик и со територија и можеме тука да настапаме, значи блискоста наша си го прави своето, да од наша страна при вас или од ваша страна при нас, а од друга страна па да ги нападнаме другите пазари, како што се од една страна Европска унија, од друга страна Советски сојуз. И производителите очекуваат конкретен бенефит од овој проект. Мислам дека овие средби ќе бидат доста корисни, затоа што ние во Македонија немаме доволно органско производство, не може да излеземе на странските пазари, па така со здружување, со комуникација и со соработка со фирмите од Бугарија и Македонија се надеваме дека можеме заеднички да излеземе на странските пазари. Значи, можем да кажеме лично за Малешивијата, дека Малешивијата е доста подобно подрши за производство на здрава храна.
Во рамките на проектот за подобрување на бизнис капацитетите во двата меѓугранични региони, викендов се одржа првата средба на производителите во Сандански, на која се дискутира актуелните предизвици на органското производство, а во рамките на истиот ќе биде воспоставен советодавен центар за органско производство во Струмица. Заедничка интернет платформа за маркетинг и трговска размена, која ќе вклучи и електронска база на податоци за производителите, како и виртуелен изложбен простор за презентација на органските производи од прекуграничниот регион. Ке се регулира коритото на Виничка река, ке се менува урбаната слика за овој дел од градот. Започна активностите од проектот на Источниот Атлантски регион, кој тежи 5 милиони денари. За 100 дена најфреквентниот централен дел од Виница треба да го промени ликот. Виничани ќе добијат ново речно корито на Виничка река од мостот кај градскиот парк долж Горна чешма во вкупна должина од 440 метри. Стартуваа градежните активности. Денес започнуваме со воведување во работа на избраниот економски оператор за проектот регулација на Виничка река фаза 1. Тоа е проект што Центарот за развој на Источен Плански регион го аплицираше на повикот од страна на Министерството за локална самоуправа, односно Биро за регионален развој, со средства кои што се наменети од Програмата за развој на планските региони за 2017 година. Вкупниот буџет на проектот, после спроведената електронска аукција, изесува некаде околу 5 милиони денари, од кои што 1 милион денари е кофинансирање од страна на општина Виница. Регулација на Виничка река е прва фаза. Очекуваме дека во наредниот период Центарот и општината ќе смогнат сили да обезбедат средства за овој проект на вистина во целост да се заврши. Проектот регулација на Виничка река е аплициран преку повеќе програми, два пати преку Крос Бордер со партнер општини од Република Бугарија, преку програмата Форуми во заедницата и после 7 години конечно е одобрен со подршка на градоначалниците од Источниот Атлантски регион. Уште во 2010 година општина Виница изработи техничка документација со цел да аплицираме на Cross-Border програмата и тоа го сторивме во 2011 година, каде што партнери бевме со општина Банско од Република Бугарија. За жал, проектот не ги доби потребните бодови и беше ставен на резервна листа. Во 2012 и 2013 година, кога се работеше стратегијата за климатски промени, овој проект стана врвен приоритет на општина Виница, заедно со проектот регулација на река Осојница и со апликацијата во 2014 година до УСАИД по програмата на УСАИД за климатски промени беше исто така дел од проектите кои што аплицираа. Меѓутоа, форумот на заедници и комисијата го избра проектот регулација на река Осојница. Следно аплицирање на овој проект беше во 2016 година, исто на Cross-Border програмата. Овде сега ни беше партнер општина Гоце Делчев од Република Бугарија и за жал повторно не успеавме да влеземе во проектите кои што беа изберени, но како што реков, упорноста секогаш се исплати. На Советот на Источниот Плански регион во декември 2016 година градоначалниците членови на Советот го избраа овој проект како приоритет и дојде време за негова реализација. По спроведената постапка избран е изведувач од Коп Инженеринг. Буџетот на проектот е околу 4 милиони и 600 илјади денари, од кои милион денари е учество на општината. Рок за изведување има 120 дена. Јас се надевам дека се ќе биде во ред и дека следниот период ќе присуствуваме уште на еден ваков настан со продолжување и целосно завршување на овој наш проект. Согласно зацртаниот проект, коритото треба да биде уредено со камени ѕидови и камена подлога и комплетно да ја промени урбаната слика за овој дел од градот. Презентирани најновите археолошки откритија на Виничко кале. Во музеот Теракота присуствуваа голем број посетители, меѓу кои и гости од збртимената општина Трајавна од Република Бугарија. Во музеот Теракота во Виница беа презентирани најновите археолошки испитувања, добиени од истражувањата на Виничкото кале од почетокот на годината па досега. На презентацијата присуствуваа голем број посетители, меѓу кои гости од збртимената општина Трајавна од Република Бугарија.
Последното откритие во цистерна на Виничко Кале, мермерна скулптура, која според правичните проценки е божицата Афродита со Ерос во рацете, за археолозите е од особено значење. Овој интересен предмет кој го пронајдоа на подното ниво на цистерната е мермерна скулптура во седечка положба. Покрај тоа, откриена и доста керамика која во следниот период ќе биде научно обработена и конзервирана и изложена во витрините на Музеот Теракота, истакна директорката Јулијана Иванова. Ќе следуваат и активности за заштита на Виничкото Кале. Една од главните цели на проектот поврзани со заштитата на цистерната оваа година е нејзино оградување со ограда од подсврст материјал. Конзервација и покривање на цистерната би биле последователни фази од проектот, за кој треба да се изготви проект во соработка со Националниот конзерваторски центар, кој е надлежен за недвижното културно наследство на територијата на општината, вели Иванова. Истражувањето на Виничкото Кале е финансирано од Министерството за култура на Република Македонија како проект од национален интерес за 2017. Кривична пријава заработи 15-годишното лице од Кочани кој минатиот месец физички напад на полицајка која вршела увид. Од МВР велат дека покрај него пријави се поднесени и против уште еден малолетник, како и против 2 повозрастни лица кои учествувале во кражба. Надворешната канцеларија за криминалистички работи поднесе кривична пријава против 15-годишното лице од Кочани за сторено кривично дело напад на службено лице при вршење работа на безбедност. Освен него, пријави заработија и уште еден 14-годишник од Скопје, како и 20-годишниот ВМ и 30-годишниот ФЈ од Кочани, кои се осомничени за тешка кражба. Како што веќе информиравме, на 19 јуни годинава околу 15 часот и 45 минути, во моментот кога полициска службеничка во одделот за крим техника во полициската станица од Кочани се движела кон улицата Киро Кикенски, каде требало да врши увид, забележала лице како врши кражба од зграда во стопанскиот двор на градежното предпријатие Бетон. Со намера да го спречи во постапката, таа запрела и се упатила кон сторителот. Кога се доближила до него, тој замавнал со секира, но полицајката успеала да го избегне ударот. Сепак, напаѓачот продолжил со насилниот акт, при што ја турнал на земја и удрил со ногата и избегал од местото на настанот. Од ударот полициската службеничка се здобила со телесни повреди, што биле потврдени и при лекарскиот преглед во општата болница во Кочани. Од увидот подосна е констатирано дека четворицата пријавени со употреба на тврд предмет извршиле тешка кражба во магазин на градежното друштво Бетон од Кочани. Откако полицајците го идентификувале 15-годишниот малолетник, во присуство на негов родител го привеле во просториите на полициската станица. По извршениот службен разговор за настанот бил запознаен и јавен обвинител, а по целосното расчистување на случајот преземени се соодветните законски мерки против сите четворици учесници во нападот и кражбата. Во ресторанот Аква, пензионерите од Кочани и општина Центар од Скопје одржаа заедничка средба, на која што ги разменија своите искуства од досегашното функционирање. Се договорија за реализација на понатамошните заеднички активности. 50 на пензионери од Сдруженијето на пензионери на општина Центар од Скопје престојуваа во посета на своите пријатели пензионери од општина Кочани. На средбата во ресторанот Аква, пензионерите од двата града разменија искуства од досегашното воспоставено пријателство, а договорија и средба во Скопје за денот на ослободувањето на градот 13 ноември. Ние како Сдружение на пензионери на општина Центар го ценеме овој ден, вашиот празник, бидејќи имаме склучена спогодба за соработка и избратимување. Мислам дека овој начин на работа треба да продолжи и понатаму, да ја прошириме соработката уште по нешто, или ако може, ако нема простор, например, да речеме за сите наеднаш, може да го правиме тоа на два дела. Ви посакувам многу здравје и среќа и късмет на сите пензионери на Кочани. Од се срце сум задоволен со господинот Серафимовски, ние сме добри пријатели и мислам пријателството треба да продолжи и понатаму. Ние имаме организиран овде на овој локалитет у овие одлични услови да играат шахистите на систем за
у поголема ширина од овое сретнување не партија со партија, него ќе направат круг секој со себе. А одма до стадионот имаме републичко регистрирано средиште, таму стрелачите кидат и ќе завршат нивната работа. После тоа седнуваме, сумирајме резултатите, али и ќе наздравиме за празникот и за наше добро здраве и за ние и за нас. Во рамките на заедничката средба беа проследени неколку интересни содржини од програмот на годинешните Петровденски празнувања во Кочани. Извидничкиот одред Ластовица од Кочани работи со полн капацитет во остварување на своите програмски цели. Младите извидници учествуваа на извиднички камп во Охрид, на кој покрај одредите од неколку градови во Македонија учествуваа и гости од странство. Од 1 до 10 јули во извидничкиот центар во Охрид се реализираше првата смена од традиционалниот меѓународен извиднички камп за младите членови од повеќе одреди од Македонија. На кампот учествуваа и 30 извидници од Кочани, членови на извидничкиот одред Ластовица. 8-дневниот престој го организираше Сојузот на извидници на Македонија, а освен нашите младинци, имаше учесници и од повеќе други градови од државата. Кампот доби и меѓународен карактер со оглед што учествуваа и извидници гости од Франција и Белгија. За време на престојот на кампот, учесниците имаа можност да посетуваат обуки за најважните извиднички и животни вештини, како што се сплаварење и кајакарење, стрелање со алтернативни видови оружје, полигонски вежби, а не изостанаа ниту културно-забавниот живот и меѓусебното дружење. Исто така, еден ден извидниците имаа можност да работат и работилници со деца од ранливите категории, односно деца со посебни потреби, а посетуваа и предавања што се одржуваа на англиски јазик. Во тек е втората смена на кампот, на која исто така учествува група извидници од Кочани, а кои во Охрид ќе останат до 17 овој месец. Со тоа, извидничкиот одред Ластовица се повисоко се искачува на скалата на најактивните одреди во Македонија. По овој камп следува негова евалуација и кратка пауза, а со следни активности кочанските ластовици продолжуваат во септември. Следува информацијата од спортот. Планинарското спортско друштво Осогово од Кочани се придружи кон активностите за одбележување на Петровден. Го организираше традиционалниот планинарски марш од Пониква до Цареврв, на кој учествуваа над 170 планинари од Македонија и Бугарија. Планинарско-спортското друштво Осогово го организираше јубилејниот 10-ти планинарски марш од Пониква до Цареврв, на кој имаше над 170 планинари, мотоциклисти и велосипедисти од повеќе градови од Македонија, меѓу кои од Прилеп, Скопје, Неготино, Гевгелија, Штип, Пехчево, Велес и Кавадарци. Маршот доби и меѓународен карактер, со учеството на планинари од соседна Бугарија. Должината на патеката не беше големо физичко искушение за учесниците поради должината од 35 км, а вистинскиот предизвик беа високите температури, кои достигнаа над 35 степени. По завршувањето на маршот беа доделени благодарници, а сите учесници беа угостени со познатото планинарско гравче во ресторанот Осоговски конак на Пониква. Од Планинарско-спортското друштво Осогово упатуваат голема благодарност до сите учесници на планинарскиот марш и пофалба до најмалниот учесник, 11-годишниот Ѓорги Соколовски од Кочани, кој исто така успешно ја заврши турата. Почитувани, тоа беа содржините за овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со Канал 8 телевизија. Довидување.